Време за нашето второ гостување, зборуваме за активностите на Акут Мирче Ацев и се разбира она што го има во изминатиот период, односно чинам дека вчера заврши меѓународниот фолклорен студентски фестивал, 47-ми поред. Меѓутоа за деталите од господинот Благој Јовановски, директор на Акут Мирче Ацев. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи на македонска телевизија. Еве за почеток, што значи да се негува фолклорот денеска во време кога младите имаат толку многу различни културни, културолошки влијанија, технолошки влијанија, меѓутоа сепак фолклорот како една друга малку материја, дали доволно се негува? Па фолклорот има традиција во Македонија, така да тој е бренд и во Македонија и во светот. И со таа мисла, значи, ги држи овие млади генерации кои што доаѓаат и да членуваат во културно-метничките друштва, како што сме ние, и има и доста други низ Република Македонија и во Скопје. И мислам традицијата која што ја одржуваме со години, му дава некако пострек да доаѓаат и да ја продолжат таа традиција, да го негуваат, да го учат македонскиот фолклор, да го представуваат тука во Република Македонија и надвор од Република Македонија. Тоа значи дека младите се уште заинтересирани да учествуваат во вакви активности. Се уште имаме, значи, заинтересирано млади луѓе кои што сакаат да учат македонски фолклор и ние сме среќни со тоа затоа што имаме млади генерации, да. Јовановски, вчера заврши 47-миот меѓународен фолклорен студентски фестивал. Какви се првичните впечатоци по завршувањето? Па како што кажавте, 47-мо издание на меѓународниот студентски фолклорен фестивал, фестивал на солидарност. Овој фестивал е посветен на сите земји кои помогнаа во изградбата на градот Скопје после катастрофалниот земјотрес и затоа ние го правиме 26 јули, 26 август, месец дена покасно да биде. И од 1967 година, значи, е формиран овој фестивал и до ден денеска еве успешно го организираме. И мислам дека на општо задоволство на сите оние кои што го гледаа овој фестивал, представува еден празник за душата, затоа што навистина доаѓаат ансамбли кои што се на едно високо квалитетно ниво и со нивната презентација преку нивниот фолклор, каде што доаѓаат, еве ова година имавме ансамбли од Анкара, од Истанбул, потоа од Белград, Нова Пазова, од Полска, од Косово и така да Академското културно-метничко друштво тука е редовно, значи во настапите како дежурен ансамбл. И на општо задоволство кажувам на сите учесници и гледачи, овој фестивал синојка заврши со еден целовечерен концерт на платото на млечниот ресторан, каде што имаше доста народ. И колку ансамбли годинава имаше на... Ова година 7 ансамбли имаше. Заедно со Мирче Ацев го вклучуваме како ансамбл исто учесник. Так. Тие се, значи, тој е максимум што може да се направи со оглед на финансите кои што имаме на располагање. Имате ли доволно помош? Па немаме, мислам, многу е... Затоа што знаете како ние конкурираме во програми во Министерството за култура пред една година. За една година инфлација има голема, така да се поскапува и се доведуваме во ситуација каде што мораме да бараме други решенија, да кратиме од едно, од друго, трето и тоа ни представува проблем во целата организација. Но сите овие години успевате ни сите перипети и предизвици да обстоите и и за најмладите и за повозрастните да овозможите негување на фолклорот, секако и представување на Македонија и надвор. А кои се следните активности за оваа предстојна сезона на Акут Мирче Ацев? Вака досега имавме доста активности во текот на годината. На наредниот период, сега септември, одиме со хорскиот ансамбл за Неготин Крајина. Потоа во октомври треба да реализираме еден фестивал во Италија во октомври месец на почетокот со фолклорниот ансамбл. Завршниот концерт ние имаме повеќе концерти најавени од страна на општини кои го бараат Академското културно-метничко друштво да настапи по повод нивни јубилеи, празници и манифестации. И се спремаме за упис на нови членови кои што секоја година го правиме тоа и во фолклорниот и во хорскиот ансамбл, така да со тоа и го подмладуваме самото друштво ансамблот кој што
како што кажавте, на некој начин му даваме живот за понатаму да може да обстои. Сега сакав да ве прашам со оглед на тоа една колешка рече обавезно да го прашате господинот Благоја за вашиот хор. Со оглед на тоа дека вашиот хор веќе пее и прилагодува одредени комерцијални песни кои не се дел од нашата традиција. И веројатно еден од начините да го доближите, односно да ја доближите вашата работа и до помладите генерации. Па нормално е тоа, мора да правиме предизвик за публиката, за младите генерации, за да можеме да ги привлечиме да дојдат да членуваат. И тоа е покрај онаа традиционална хорска музика која што хорот ја негува. Имаме во програмата композиции атрактивни како што се од ABBA, од Queen и внесуваме значи во програмата новитети кои што навистина наидоа на така на општо задоволство на публиката и ги прифатија со големо задоволство. Драго ми е што ги слушам овие, значи наредниот разговор веројатно ќе го посветиме само на вашиот хор за Јовановски, која е најмладата, најраната возраст на која можат нови учесници да се примаат кај вас? Па ние со оглед на хорскиот ансамбл ево повозрастни членови се зачленуваат со оглед на тоа дека во основните школи гласовите му мутираат, значи некаде 17-18 годишна возраст во хорскиот ансамбл е приемот за нови членови, што не значи дека и помлади можат да членуваат, а фолклорниот ансамбл е некако со подруга овај традиција, ние од 7 години најмала возраст ги примаме, затоа што фолклорот македонски е доста тежок. Да го научиш овој, да го целиот да го совладаш, што е, значи треба одреден период, така да од 7 години некаде до 12-13 години тоа е период на прилагодување, на учење буквално на македонскиот фолклор, за да можат после да влезат во првата постава и да се представуваат така како што ние сакаме, затоа што, како што кажав, македонскиот фолклор е бренд во светот. Ние не смееме да си дозволиме да појдеме на некој фестивал да киксниме со програма или со неуигран ансамбл. Така. Сега за крај прашањето. Кој е најголемиот предизвик за вашето друштво, за вашиот ансамбл, меѓутоа од друга страна и што ве прави најмногу среќни и радосни во вашето постоење и вашите секојдневни активности? Па како да ви кажам, еве сега ако ви кажам што најмногу ги прави среќни членовите, 78 има брачни парови од друштвото. Мислам дека најголемата среќа е која што потоа мислам има дечина нормално во животот, па и тие продолжуваат по патот на родителите. Љубовта кон фолклорот и кон хорското музицирање е основа за да бидат членови. Значи, тие го сакаат тоа. Потоа се ствараат големи пријателства, другарства, кои што на некој начин останува до крајот на животот. Се врзуваат едни со други, кумови, па старосвати и така натаму, мислам, значи, се зближуваат, кои што остануваат до крајот. Еве, јас знам од мојата генерација, значи имаме дружења и ден денеска, на слави, на крштевки, на било што, генерации кои што остануваат, мислам, заедно до крајот на животот. И предизвик е исто така да кога членуваат во самото друштво да го представуваат македонскиот фолклор, како што реков, надвор. Значи имаме ние преку 10 турнеи годишно, каде што ќе појдат во други земји, ќе запознаат нивната култура, ќе прошетаат, ќе се дружат со други ансамбли. И тоа на некој начин ги врзува и ги тера да останат долго време како членови на друштвото. Значи убави приказни. Ви благодариме на гостувањето и на издвоеното време. Се надеваме дека имаме уште многу теми на разговор и се разбира очекуваме во студиото и се разбира за 48-то издание на меѓународниот фолклорен студентски фестивал, се разбира. Да сме здрави и живи, па да се видиме и до година. Убаве заклучок дека преку љубовта кон фолклорот може да најдете и љубовта на вашиот живот